Добре дојде во студио за Александар Туртевски, адвокат, но сега во улога како гостин на член на иницијативен одбор на твоја партија. Зошто твоја партија? Зошто тоа име? Не е ли лизгав терен да кажете некому твоја партија и некој да ви каже не, тоа е твоја, ваша партија, не е моја? Добро, секогаш ќе најдете некој што ќе ви префрли било кое име да го одберете, значи секогаш ќе најдете некој што ќе ви префрли. Луѓето се разликуваат по тоа дали добронамерно ја прифаќаат идејата или не. Инаку ќе има тука и подсмев и префрлања, меѓутоа твоја, значи го одбравме, една ноќ дискутиравме така, имаме специфичен систем на организирање, значи поврзани сме на социјални мрежи со сите иницијатори и тоа имаме луѓе од Лондон, од Австралија, од Амстердам, од тука, од цела Македонија и не се собираме на класични состаноци, туку одиме на видео. На конференцијска врска, да. Добро. И во текот на ноќта еден наш исклучително умен човек предложи партијата да ја викаме прво наша, како во смисла дека наша на сите, дека не е тоа моја, дека значи се обидуваме цело време да го избегнеме оној систем на организирање на партиите кои на крај ги прават султански партии. Тоа е една од причините ние оценуваме за застојот во развојот на државата. Затоа што партиите полека секогаш на крај завршуваат како султански партии, тоа е практично... И статутот тоа им го гарантира. Да, значи Добро. Ние цело време можеби не знаеме како треба, меѓутоа знаеме како не треба. Значи не треба да бидеме организирани како овие партии до сега. Добро. Ајде, кои се луѓето, велите дека се значи, и една диаспора? Кои се луѓето во таа партија кои се од социјалните мрежи? Например, Виктор Стевич, тој работи и живее во Лондон. Сенат Аруч работи во Амстердам. Тој е гениалец за компјутери, за сајбер заштита од сајбер криминал. Зоран Силјановски, мислам дека работи во администрација на Австралија и е стручњак за ветинг. И тие луѓе практично ја покрена иницијативата. Навистина јас дојдов после тоа, после нив. Тие ја покрена иницијативата, меѓутоа ме замолија, не ми требаше многу, морам да признам, Добро. значи дека ја представувате партијата. Да, и тогаш почна да се шири идејата. Меѓутоа, во еден разговор Сенат Аруч кажа дека треба да го избегнеме ова и тоа ни е веднаш прифатено дека треба да избегнеме султанска партија и тогаш почнавме да го бараме името како отприлике наша, меѓутоа заклучивме дека е подобро кога ќе ги повикуваме луѓето да им кажеме дојди партијата ќе биде и твоја. И навистина така се однесуваме. Значи кога ме прашуваат сега кои се луѓето таму, сега ова е само зародиш, ова е почеток. Намерно не го заклучуваме изборот на телата на луѓето кои што ќе членуваат во партијата за да се мобилизираат и некој да се пронајде, затоа што е ни е најбитно да го собереме најдобриот кадар во Македонија, најдобрите луѓе во државата и оценуваме дека тие луѓе се надвор од партиите во овој момент. Заради токму затоа што кога ќе му кажете на човек дојди во партија, него го асоцира тоа на одење во штабови, зимно време, во некакви простори, со едно ќумбе, па празни дебати, па расправи со некомпетентни луѓе, затоа што ако имате организација на ниво на местна заедница или на општина, ќе имате секаков профил на луѓе тука, со своји проблеми и тоа представува... Ова е практично интелектуалната елита во држава. Се обидуваме да го собереме, да не се оценуваме сега дека сме така, меѓутоа тоа е идејата. Добро. И многу е интересен начинот на организација на партијата. Ке немаме местни комитети, комитети во местните заедници, местни одбори. Организацијата на партијата ќе биде по стручност и афинитет. Секој член кога ќе пристапи во партијата ќе има право да си одбере неколку теми, практично неколку области во кои што ќе сака да биде активен. Добро, собствени ресори, практично правите влада во сценка. Така, меѓутоа, например, во секретаријатот
еве така до сега сме отприлike најблиску до тоа решение дека ќе се викаат секретаријати. Во секретаријатот за финансии ќе си влезат економисти, луѓе од бизнисот кои што тоа го познаваат и тука нема да има земјоделец, условно кажано, во таа група. Експерти во своите области. За право ќе си влезат суди, обвинители, можеби правници, адвокати, кои што не мора да бидат членови, меѓутоа ќе можат, значи партијата ќе дозволи консултантски услуги да користите, добро. Значи сите добронамерни совети ќе бидат прифатени. И луѓето нема да ги повикуваме дека ќе мора да има толку состаноци, па присуство, па да ставаме минус. На никого нема да му се лутиме, ако, например, еден месец го нема. Имал собствени проблеми, не бил во форма или било што. Меѓутоа прилично либерално гледате на партијата. Добро, ги познавате ли луѓето од оваа Твитер заедница и луѓето кои сега влегоа во оваа партија? Видете, значи ние навистина сакаме да водиме сметка, пред малку имавме пак дебата, бидејќи дебатите постојано не траат. Значи може некојаш неколку луѓе ќе почнат некоја тема, па ќе разговараат, па секој се вклучува тука. Например, сега Вие лично дали ги познавате? Да, значи добар дел ги познавам. Ги познавате во кој смисол? Значи им го знам бекграундот. Значи што работеле? За нив, да. Но лично дали имате, сте имале комуникација по долго време со тие луѓе, не на Твитер, туку дали ги познавате на вистина? Најголем дел да. Најголем? Да, неколку луѓе ги знам преку социјални мрежи, меѓутоа она што го гледам денеска, знаете, се е достапно. За секого можете да видите се. Социјалните мрежи се виртуелна реалност. Така е. Јас велам дека не треба мене да ми кажува човек неговите размислувања какви се. Например, ако вршам интервју за работа. Јас можам да го прашам, дај да видам што пишуваш на Facebook, покажи ми, или што пишуваш на Twitter, и тогаш ќе ги видам. Имате профил вистински. Апсолутно, знам кои му се заложбите. Сака да кажа дека вистински не ги познавате тие луѓе, не сите, сте направиле некаква слика благодарејќи на социјалните мрежи. Вие сте сериозен и проминентен адвокат и активист сите овие години. Можно ли е дека правите грешка некаква, не познавајќи ги овие луѓе, ставајќи им ја собствената судбина, животна, политичка и така натаму, на луѓе кои ви се практично непознати? Не, значи, не е дека ми се непознати. Значи, ви кажав дека во проценти, 98% од прилike луѓето ги знам, 2% можеби ги знам само од социјални мрежи. Така што, еве сега почнав тоа да ви го зборувам, дека сега тече дебата практично во однос на тоа дали ќе дозволиме прием на секој што сака да влезе во партијата или ќе одбиваме прием. Мислам дека ќе помине решението дека мора да направиме одбранбени механизми, селекција, дека партијата ќе има право да одбие прием. Не можеме да ги примиме во партијата луѓето кои што, например, биле нераздвојни пријатели и заедно со Груевски уништувале државата. Исто така, некој што е сега, например, еве, во рекет или во некои други случаи, денес да земе да пристапи. Добро. Ние ќе имаме можност да ја одбиеме. Правите филтер некаков сериозен. Да, ќе правиме сериозен филтер. Добро. Значи, откако, бидејќи најголем дел ќе оди за членувањето електронски, кога ќе се пополни пристапницата и испрати електронски, партијата ќе има рок од 48 часа да го извести дали му е одобрен пристапот или не му е одобрен пристапот. Кој ја прави таа селекција? Ќе ја прави во партијата. Значи ќе имаме надзорен орган кој што ќе се изјасни. Ги знаете имењата на луѓето на надзорниот орган? Значи, што е проблемот во партиите? Селекцијата на луѓето. Дали ќе изберете вистински луѓе на вистинско место? Тоа е најтешката работа. Да. Сите на почеток ви ветуваат дека ќе бидат честни, дека нема да злоупотребуваат, нема да прават проблеми. Меѓутоа, пред некој ден јас имав една дебата со едно младо момче на Твитер кој што ми префрли дека сум стар, ислужен кадар од една во друга партија и така. Треба чисти и неизвалкани луѓе. Се сложува. Апсолутно. Меѓутоа, јас му вратив дека
и Гордана Јанкуловска, и Милјана Киевски, и Пешевски, и Ставревски, целата екипа на Груевски влезе како чиста и неизвалкана во политика. Меѓутоа, најчисти се луѓето од типот на професорката Најчевска кои што имале можност. Која е улога? Да. Отворено е. Познат професор, почитуван и активистка исто така. Може да се случи да биде лидер. Не се знае. Не се знае. Понудено е. Значи, понудено е учество, ги постави собствените црвени линии, прифатени се комплетно. Сега. На не се останува дали ќе прифати да биде лидер или не? Не, останува на членството и на незе. Се разбира, меѓутоа, значи може да биде и лидер. Заради тоа што се шпекулираше и со името, дури вие во Фокус го споменавте името на Никола Димитров, министерот за надворешни. Тоа е еден од ретките луѓе кои што се во актуелната политика. Еве, сега јас да си земам слобода и Мила Царовска, например, кои што би ги земал, мислам јас би ги земал, што би ги прифатиле со полно срце. Дали се расположени тие? Не знам, треба уште да разговараме околу тоа. Мислам, сега, знаете како е, тоа е како, сега, условно кажано во некој спортски жаргон, сега да речеме, Вардар би сакал да го има Меси, например. Добро, Димитров не ве демантираше, ниту пак Царовска сте го споменували нејзиното име. Значи, не ве демантираа дека не би сакале. Добро. Експлицитно не е отфрлена таа понуда. Ако нешто е коректно, исправно, мене не би ми пречело ако некој некаде каже дека би сакал да ме види во нивните редови. Ако е тоа нешто за кое што е сосема известно дека ќе се труди да донесе некаква промена позитивна. Да. И јас не би имал забелешка, можам да се заблагодарам, да кажам ќе ви помагам, меѓутоа или ми годи тоа што ме повикувате, меѓутоа не можам заради едно или друго, меѓутоа никого не би требало, сметам, да навредува тоа што ние би сакале да го видиме во нашите редови. На нив е да одлучат и ќе видиме. Понудата е ставена на масата, како што ве расправ, и тие размислуваат во моментов? Апсолутно. Се надевам дека размислуваат. Имате комуникација и предпоставувам дека ви го кажале последен збор нема, но... Да нема недоразбирање, бидејќи луѓето имаат ангажман. Со Никола Димитров сме долгогодишни пријатели, комуницираме од време на време. Имавме некакви размена на мислење пред извесен период и пред неговиот ангажман како министер во оваа влада. Со Мила Царовска немам никаков контакт, меѓутоа ете, како мој комплимент за незината работа до сега и како признание, јас кажувам дека би сакал да ја видам. Но не лично немаме контакт. Добро, која е улогата на актерката и активистка Ирена Ристич? Ирена Ристич делиме многу слични ставови во однос на екологијата, со тоа што тие се еден, како да кажам, еден добар сегмент од нашето општество, за жал што треба да постои. И на иницијативниот одбор јас ги нареков нив, они се како лекари кои што само ја спуштаат температурата. Меѓутоа, за жал, не го лечат жариштето, основата на проблемот. Значи, тие чистат, она што не смее да биде на нашите улици, по нашите паркови, ние би сакале да изградиме систем, нивното здружение, не биде ѓубре и сличните здруженија, да не постојат. Значи, секаде во светот постојат такви здруженја, еколошки. Да, во ред. Меѓутоа, на тој начин да се собира толку многу, ретко во Европа да постои, значи делиме слични ставови, исти ставови во однос на екологијата и имаме добра комуникација и лична. Значи, во однос на тоа, јас слично се однесувам како тие што се однесуваат како група. Јас секој ден кога го носам куќето се враќам со една црна кеса пластични шишиња дома. Меѓутоа, дел од иницијативниот одбор е Ристич. Не, тоа можеби беше погрешно протолкувано присуството нивно, затоа што отприлике се согласуваме околу нивниот начин на делување и моите ставови и наши ставови за екологија во знак на поддршка
луѓето дојдоа кај нас на иницијативниот одбор. Да. Тоа не значи дека ќе Како имаат гости, партиски како во таа гости. функција, Не значи добро. дека ќе пристапат. Мене би ми било драго, меѓутоа колективно членство ние не прифаќаме. Значи ќе треба да дојдат како индивидуи кои што се залагаат за екологија. И мислам дека во тој сегмент невладиниот сектор е многу отиден понапред од државните институции и од политичките и од елити. политичките елити. Најдобро ги лоцираат и ги знаат Проблемите и веројатно и ги решаваат. Да, и најдобро. тие би требало практично утре да им биде комплетно тие да заземат позиција таква. Ние не би барале партиски член да биде. Каква позиција да Например, заземат? ако случајно освоиме власт, државна функција, значи на нив би им го дале не би било, екологијата. ве разбирам, но не би било ли штета во државата да не постојат невладени организации, се Нека смета за окей, како добро, срж јадро на видете, општеството. гледав една дебата на телевизија каде што беше представникот на Министерство за екологија и член од невладина организација. И сега представникот на државна институција зборува за успеси дека ние еве издвоивме 65 милиони денари за инвертори со кои што ќе го решаваме прашањето на загаден воздух. Представникот на државната на невладината организација Говори за неуспеси. Не, вака само еден податок, тоа е екзактен податок. Им кажа вака: имате 65.000 ќумбиња во Скопје кои што загадуваат. Давате за 1000 инвертори во моментов. 70 години ви се потребни за да ги замените ќумбињата. А всушност Министерството може ги троши овие пари. Меѓутоа за администрација. Но во погрешна насока за администрација. Да. Околу луѓето од странство се уште не ми е јасно како тие може да функционираат кога физички не се во земјава. Имаме многу добра комуникација, Прво не ги познаваат добро проблемите, не сметате ли? Видете, тие се иселиле заради одредена состојба. Да, но не ги знаат до крај проблемите. Во ред. Меѓутоа, затоа и е потребно политичарите да бидат стационирани во земјата каде што живеат. Дури новинари да бидат дописници во други земји видете, за да коментираат и да имаат вистинска слика. Од кој аспект тие луѓе се многу потребни и зошто јас навистина многу ги сакам. Да ги аплицираат, предпоставувам, искуството од другите земји. Тоа е едната, да, апсолутно. Тоа. И со некаква дистанца многу подобро може потрезвено размислуваат. Добива некаква Втората слика. работа што е многу битно, тие луѓе не бараат никаква и нема финансиска надомест. Не, тоа најмалку. Тоа најмалку туку не бараат и не претендираат на државни функции. Значи што е основниот проблем? Про боно, затоа што ги боли за Македонија. Болката им е навистина голема. Причината што се иселиле, имаат семејства тука, имаат роднини, имаат пријатели. Тие добро знаат причината која што биле. Се принудени да се иселат. Да, апсолутно. И ги имаат искуствата, ви кажав, значи во одредени области, на тоа мислите. Значи Зоран Силјановски, мислам дека се презива, од Австралија, работи во државна администрација на Австралија и е експерт за ветинг. И сега тој ни кажува пример дека во Австралија ако возите на црвено и со алкохол, банка нема да ви даде кредит. Дори толку е тоа се централизирано, податоците одат на едно место и таму може да се види дека австралискиот премиер морал да поднесе оставка заради тоа што не пријавил подарок вино од 2700 австралиски долари, што е отприлike 1500 евра. Не го пријавил подарокот, кога се открило тоа, морал да поднесе оставка под притисок на јавноста. Добро, нивните критериуми се поизострени, посериозни. Ама до кога ние нема да имаме критериуми. Знаете, ние сме многу приземни. Например, нема да одиме со огромни ветувања. Значи, например, Петре Шилегов која велеше, првата година ќе го намалиме загадувањето 50%. Не, 10% е доста. За 4 години да дојдеме до 50%, тоа е фантастичен успех. Заради тоа што е заедничкиот именител на нашите најголем дел проблеми? Сиромаштијата. Никој не гори пластика заради тоа што е богат. Да. Значи, еве, ние можеме, ќе направиме и многу инсистираме на тоа. Комплетен мониторинг на целокупната територија на Македонија, тоа е релативно ефтино решение, со околу 100 дронови, кои што ќе
надлетуваат на цела територија, значи со термо систем да лоцира и температура, да наблюдува шумска кражба, заради тоа што тоа е можеби многу горлив проблем во Македонија. Огромни средства се. Значи, добро, ги споменувате овие цифри и важноста од екологијата и што треба да се инвестира. Зборот не беше само дека, значи, кога ние седнавме на одборот што се вика за екологија, што заклучивме? Дека борбата за чист воздух е борба против сиромаштијата. Да. Значи, сега вие ќе лоцирате едно семејство дека се греат на пластика, ќе дојдете на врата и таму ќе најдете 6 дечиња кои што се собрани околу едно ќумбе во кое што гори пластика. И сега вие викате одма ќе го затвориме таткото, ќе го ставиме во затвор и тогаш имате веќе посериозен социјален проблем. Значи, борбата против сиромаштија и оние мали пари влегува. И дури и во образование. Апсолутно. Сега, еден од нашиве умни твитерџи напише еднаш еден твит. Значи, ајде децата да ги лечиме од буџет, а политичарите да им купуваме возила со донации. Да. Значи, да го направиме обратното, но се уште е невозможно. Кој е финансиер на партијата? Нема такво нешто. Говориме, тука сме различни и многу ми е во драго. Во тоа купче на сиромаштија влегувате и вие, колку што разбирам. Како тогаш ќе се Значи, ние донесовме одлука, Мит. Јас сум убеден дека е мит дека партиите мора да имаат многу пари. Затоа што тоа го наметнуваат лидерите и неколку луѓе околу раководството, преку тоа и крадат и перат пари партиски. Велите дека сериозните партиски машинери всушност се мит? Не, тоа се машинери. Тие се машинери. На сериозни финанси. Меѓутоа, ние имаме донесена одлука и од тоа нема да отстапиме. Ние ќе се финансираме со 10 евра по човек месечна чланарина максимум. Меѓутоа, на 1000 луѓе, тоа се 10.000 евра месечно. Јас не очекувам дека толку ќе ги собираме, меѓутоа да собираме 2-3.000 евра месечна чланарина, сум сосема задоволен, тоа ќе ни овозможи ова се што сакаме и сајт и платформа да ги одржуваме на беспрекорно високо ниво. Сега нашиве гениалци компјутерџи подготвуваат платформа на која што 1000 луѓе ќе можат истовремено да учествуваат во разговор на видеоконференција. Добро. Тоа се прави. Значи, меѓутоа, нема да отстапаме. Ви кажувам, првиот ден кога ќе некој ви покаже дека во твоја дал повеќе од 10 евра месечно, јас ќе дам оставка. На било која позиција. Пред некој ден Сандерс го кажа и го предложи во Америка да се забрани примање пари од големи корпорации. На иницијативен одбор јас го кажав тоа дека ако примите пари од некоја хемиска индустрија, утре ќе треба да дозволите по некакви стандарди отстапка, значи тој да ви загадува води, да емитира гасови. Ако примите пари, немојте да ми кажувате дека така светот. Нека функционира. Значи ние нема да дел од светот и сметате дека поинаку може да се делува. Апсолутно. Значи ако примите пари од некој тајкун кој што се занимава со дистрибуција на електрична енергија, ќе треба да му дадете монопол. Отстапките се прават. Отстапките ќе треба да ги вратите. Ако примите пари за кампања, тоа ќе треба да му ги враќате парите преку фондот за иновации. Значи да не се залажува. Значи сосема мене ми е јасно зошто се расфрлања тие таму огромни пари. Тоа се враќање на партиски обврски. Добро. Или дури огромен број на советници кои што не се среќаваат никогаш со премиерот. Тоа е враќање на донации и помош во партијата, па сега членот или на Заев, мислите? Да, па и на Груевски веројатно претходно. Да, и на Груевски. Форма уште поизразено беше кај но сега е Заев на власт. Значи сакате министерски места, колку што ве разбрав? Меѓутоа, значи мислам дека ќе донесеме деновиве одлука, не сум сигурен, не можам да зборувам, мојот став ќе биде дека ако бидеме во можност, ќе инсистираме на техничка влада, на експертска влада, заради тоа што навистина во многу сегменти сме отидени на дното.
Говорите за сега, за... Да, следните Сега... избори, да. На следните избори. Значи, Добро. ако дојдеме во ситуација од нас Добро. да зависи, тогаш ќе инсистираме на експертска влада Добро. и во многу сегменти да повикаме стручњаци од странство. Знаете, нема што да измислуваме ние за екологија топла вода, кога Словенија е најеколошка држава во светот. Ќе бидеме добри препишувачи на добрите практики кои што се покажале во светот. Не се откажувам уште ова сам. Не се откажувам кога луѓе ќе ми кажат тие се далеку со свеста. Пред 15 години во Естонија започна процес Естонија, електронска Естонија. Сега Естонија има 95% услугите со државна администрација се врежени и ги добивате дома. Меѓутоа, тоа елиминира корупција, тоа елиминира вработувања партиски, тоа елиминира огромен државен апарат. Не сум сигурен, да не лупнам сега цифра, значи, толку е мал бројот на државна администрација во Естонија благодарение на овој проект, што денеска Естонија успева да издвои 11% и е прва во свет за образование. Заради тоа што не се одливаат парите на финансирање партиска војска вдомена во државна администрација. Добро, одговорот е во способни, квалификувани луѓе. Тоа сака да кажете и со такви сакате да се обкружите. На иницијативен еден одбор не праша дали ќе давате награди, некого треба да наградите во смисла заради тоа што работел. Не. Заради партискиот ангажман, не. Ние сме во состојба да наградиме човек во смисла да добие некаква позиција заради тоа што ако ни покажал како треба одреден проблем да се решава. Ако знае, стручноста ќе му ја наградиме со барање за да земе некој проект и да го води. Ако ни покаже дека навистина го разбира тоа. Вие во која улога се гледате во таа партија? Би бил среќен да бидам во надзорен одбор кој што значи ќе функционираме како успешните големи корпорации. Значи еден од основачите и иницијаторите кажа многу добра мисла. Значи ние не сакаме да правиме такси компанија затоа што секогаш сте лимитирани со број на возила. Ние сакаме да направиме Uber. Значи, да влеземе во секоја куќа. Не да имаме наши членови, туку напротив, да кај секој човек да можеме. На Facebook има 1 милион корисници во Македонија. Да му ги испратиме нашите ставови. Со кој знае колку профили, може би лажни. Добро. Меѓутоа, еден добар дел, огромен дел се покрива. Меѓутоа, успешните компании имаат независни ревизори кои што од време на време ги прегледуваат сите решенија и доаѓаат и прашуваат зошто е ова направено, зошто е ова направено, ова не е добро направено, ова мора да се смени. Значи, јас би бил многу среќен, сериозно ви кажувам, ако бидам во надзорниот одбор или во контролен некаков орган кој што ќе може да контролира. Добро, а во она замислена експертска влада која посакувате, која функција би си доделила? Мислам дека не веќе. Премиерска функција не посакувате? Мислам дека сум веќе престар. Што значи тоа престар? Па, знаете, престар. Во политиката, во вашата политичка кариера, во потрошеност, професионална? Во енергија. Значи, мислам дека пред 4 години или пред 8 години имав многу поголема енергија. Не верувам дека би можел да одговорам на таа задача во моментот. Знаете и вие стилот на живење кој ми е и како, меѓутоа не сум сигурен. Можеби, не знам, можеби би можел во одреден проект да се вложам себе си. Јас сум тој тип. Во партија треба 100% да се нема проблем сега, меѓутоа поинаков е начинот. И ги обесхрабрувате, разочарувате луѓето кои би сакале можеби да се приклучите кога велите дека сте веќе истрошен. Не, значи партиското функционирање може да биде поинакво. Значи ние секоја вечер имаме практично партиски состаноци што траат до 2 до 3 ноќно време. Меѓутоа тоа го правам од дома, тоа го правам во пижами или дури некои решенија кога ловам риби, денеска политиката бара и да се скокне од креветот, од пижамите, од комфорот. Не е спорно, тој напор ќе го направам. Меѓутоа да се лобира, да се мобилизира, не е спорно. Да се работи. Факт е дека сум потребен на партијата заради тоа што
во овој момент ја идентификуваат луѓето многу со мене. Меѓутоа би сакал да дојдат полека луѓе кои што ќе ме стават во нивна сенка. Добро. Полека да дојдат подобри луѓе, пообразовани. Тие луѓе не ги познава јавноста. Ќе ги препознае. Се надевам дека ќе ги Тие препознае. се раселени некаде во светот. Не мора да значи. И во Македонија има луѓе, меѓутоа, значи, што е нашиот проблем? Луѓе има во преговори, велите? Има луѓе што во преговори кои има луѓе што имаат гард во однос на партиско ангажирање, заради тоа што значи по природа неспособните кадри се поагресивни во партиското. Добро, и разочараност и цинизам од политиката се разбира тука влегува во тој вулгарна е политиката, веднаш влегувањето во партија се смета дека е тоа желба за профитерство, дека за вработување, за обезбедување некакви привилегии. Треба да ги убедиме луѓето дека ова навистина нема да ги посрами. Добро. Значи луѓето се плашат дури и од тоа. Сега разговаравме пред малку. Значи јас признавам пред јавноста во Македонија дека кати се ја немаме посрамоти пред јавноста. Вие бевте советник бев, меѓутоа ни на крај памет не ми било дека може нешто вакво да се случи. Меѓутоа сега ќе видите кога ќе излезат некакви имиња околу актуелни судски процеси, ќе го посрамотат и СДС. Значи, на кого мислите? Добро, ќе денес видите има сега. најава за осумничен функционер, се споменува името на Фросина Ременски. Значи, кој е вашиот тоа е голема срамота за СДС. Став? Независно што не е партиски став дека таа треба да го прави тоа. Тука немам дилеми. Меѓутоа, во тоа друштво, значи, ми се чини дека потпредседател беше или имаше, значи, на владеачка партија. Тоа е сериозна шлаканица. Беше, потоа Заев ја тргна. Добро, практично, но таа е подпредседател на Собрание. Да, така што ние мора да го имаме, да го собереме кадарот кој што ќе биде имун на овие работи. Тоа е многу тешко, тоа е најтешкото прашање. Имавте ли вие некакви сознанија за вмешаност на Катица Јанева во рекет? Не, јас би го да сум имал, јас би бил првиот што би го пријавил и што би алармирал. Тоа е факт. Сега, значи, не сум имал, значи, такви сознанија. Имав во одредени предмети несогласување со квалификации правни, со различен третман, меѓутоа не беше тој мој сегмент. Она што ќе ми даде, јас ќе го сработев, меѓутоа кога ќе потпрашав ме убедува дека тоа е сега во моментот потребно заради некаква друга околност, дека... Сега се сомневате дека можеби во заднина имало некои други... Знаете, сутра србите викаат, сутра е увек паметнiji од јуче. Значи, утрето, секогаш, кога ќе се вратите назад, ама ќе размислите, можеби тоа било тоа, така. Меѓутоа, во тој момент, апсолутно, нити на крај памет, нити па сум мислел дека има капацитет. Знаете, и за да се бави некој со криминал, треба да има капацитет. Добро, капацитетот се покажува всушност дали ќе ве фатат, дали ќе ве откријат или не. На тоа мислите? Воопшто, значи треба некој, не знам, да има умисла таква, да има идеја. Можеби е тука, сега, вовлечена е со огромни цифри. Ние не знаеме како се развивало тоа. Затоа што ако некој донел понуда 5 милиони евра одеднаш, тука, значи, огромен број луѓето ќе се излажат. Полакомат, она што го викаат бугарите. Тоа што не можеш да го купиш с пари, ќе го купиш с многу пари. Така што понудата што е многу висока, оние пари што во рекет се понудени. Во најлошиот сон не сум можел да претпоставам дека ќе влезе во вакво нешто. Мислев дека незиниот максимален дострел на некакви привилегии, тоа се вработување на некои блиски луѓе што
заради големата слика сме морале да премолчиме. Дури сега од после сите можеме да бидеме генерали и херои. Дури јас имав забелешка додека бев таму, знаев да префрлам зошто се вработуваат одредени блиски луѓе, меѓутоа ме убедува дека тоа треба да се лојални луѓе на кои што им се верува, и кога ќе подразмислите дека и вие да сте во таква ситуација, кога ви треба доставувач кој што треба да однесе покана некоја па да се врати, значи Тоа треба да бидат луѓе на кои им верувате? Им веруват, да. И добро, спремен сум тоа да го прифатам дека на таква чувствителна позиција секој би имал право да донесе одреден број луѓе на кои што им верува. Меѓутоа за ваков криминал па би бил спремен рака да ставам дека Катица Јанева нема да биде во состојба нити да влезе, нити да помисли, особено што мислев дека мора да има чувство за одговорност за општествениот момент и за она дека херојската улога која имаше. Тоа ми беше зборот. Да. Ја подигнавме на пиедестал. Значи, ако го истераше ова као што треба, утре можеше да биде председател на Македонија, сите ќе застаневме за неја. Но ова беше доволно во ред, важна. меѓутоа, апсолутно, ама ова беше најзначајната. Најзначајната. И впрочем, мислам дека беше и најплатениот функционер во Македонија. Да. И сега да потпаднете на такво искушение за пари. Се сомневате дека во прашање се пари кај Катица Јанева, дека не е само оној мебел за кој се говори од 5000 Мислам дека не би била во притвор ако нема нешто друго. Апсолутно сум тука сигурен. Ако е само мебелот, мислам дека тогаш е грешка на обвинителство и на судот такво држање во притвор и се до тоа. Освен ако не се докаже, независно колкава е наградата нејзина, може да е и само мебелот, ако не се докаже дека знаела дека Боки ќе ги зема овие пари, а она му помага свесно да ги земе. Зошто би помагала? Нормален човек тоа ќе го праша. Нормален човек, секогаш и нормален обвинител, тоа ќе го праша и мора многу да се сомнева. Значи, лично не верувам дека улогата дека на само... синот можеби е поврзана, кој работел во ТВ1? Дали подкупот спрема нејзе одело лично кај нејзе или преку многу висока плата и подароци на синот, тоа воопшто не е битно. Битно е дали таа го прекршила законот за некој нејзин близок или таа да добие материјална корист. Дури и да е ветена. Секако дека од љубов спрема Орцен не го направила тоа, за да му се јаво и да му каже да се смири, дека нема да има проблем, дека и близината со Боки 13, пријателска близина, и тоа не би можело да биде. Не знам како можело да дојде тоа. Верувам дека тоа е изиграно на суптилен начин. Викнате синот, полека големи привилегии, големи плати, полека ја ставиле во една машинерија. И на крај, веројатно, дека кога стигнала понудата од 5 милиони евра, дека тогаш се прекршиле многу принципи. Незините? Па, незините, апсолутно. Овие другите предходно уште биле веќе мајстори на Сметате на тој дека бизнес. од дело тој колач на 5 милиони евра припаднал ли ез? Па сега, глупо е да кажувам, мислам, сметам. Јасно е Логиката налага, Логиката токму така налага, меѓутоа не би сакал да бидам обвинител. Мислам, има таму обвинител, нека... Би сакали ли да бидете адвокат? Боже сачувај. На Катица Јанева? Боже сачувај. Зошто не? Па не можам сега, значи жестоко би ја бранел, например, не да Боже да направила собраќајка или нешто друго. Меѓутоа во овој случај јас сум посрамен од нејзе, ако застанам да ја бранам, јавноста ќе ме идентификува дека застанувате на нејзина страна, а тоа е неизгодно заради тоа. Да, сега имате веќе и партија. Не е во ред можеби овој став, заради тоа што јас сум адвоката, таа заслужува најдобра одбрана. Меѓутоа среќен сум што не ме ни побарала и таа го чувствува тоа дека, значи, јас сум специфичен адвокат. Јас сакам да победам во судница. Сметате дека ова однапред изгубен случај со Катица? Не можам да кажам, меѓутоа сметам од мој аспект дека не би го имал доволно жарот за победа. Желбата за победа не би го имал во овој случај, заради тоа што... Би посакувале всушност да изгубите? Добро, вие го кажавте тоа, не знам.
Значи не знам каков е случајот, навистина не ги знам Деталите деталите, не ги меѓутоа знаете, да. ако Добро. ако овој долготраен притвор значи и постапката како се одвива зборува за сериозност на доказите со кои што располага обвинителство, меѓутоа ајде да не ја прекршуваме презумпцијата на невиност, меѓутоа ете, нити сум поканен, нити би сакал да ја бранам. Добро. Добро, јас ви благодарам за овој интервју. Благодарам и вам.